Најпрви добар ден на сите. Ви благодарам за присуството на денешната пресконференција. Зборуваме за една исклучително важна и чувствителна тема, зборуваме за корупцијата. Меѓутоа, најпрви ќе почнеме малку за контекстот во кој што разговараме за ова. Мислам дека многу луѓе не разбираат колку е голема штетата од корупцијата и дека таа ги погодува сите, затоа што подкупот, парите завршуваат во приватни џепови наместо во буџетот на државата и потоа државата нема пари за да им обезбеди квалитетни услуги на граѓаните, дали тоа во образованието, во здравството и така натаму. Ако некогаш има подкуп околу користење на природни ресурси, имате последици по животната средина, корупцијата некогаш го кородира општеството од внатре, така што е и прашање на национална сигурност, дали ќе имаме и безбедност, ќе имаме или ќе немаме. Со еден збор, корупцијата е канцер на општеството. Ние како земја не стоиме добро на меѓународното рангирање, кое што е единствено, да речем, релевантно за оваа работа. Гледаме дека сме биле некаде околу 60-тото место, потоа сме паднали до 111-то место. Во последните неколку години може би има одредено маргинално подобрување, меѓутоа сме 76-ти во светот и во регионот, што би се рекло народски, не сме за машала. Во вакви околности нужно неопходно е дека нешто мора да се прави. Во тој контекст започна и проектот Граѓаните против корупцијата. Тоа е проект кој што трае 5 години, финансиран е од USAID, значителни финансиски средства се вложуваат за таа работа и проектот се реализира преку конзорциум на учесници. Значи, Македонскиот центар за меѓународна соработка е капата на проектот, а внатре учествуваат граѓански организации, медиуми кои што се занимаваат со истражувачко новинарство и Стопанската комора како представник на приватниот бизнис сектор. Сега, во рамките на овој проект, улогата на комората е да имаме, да речеме, една цела лепеза на активности, и она што го имаме како активност е компатибилно со некои други работи за кои што се залагаме, владење на правото, борба против сивата економија, работи за кои што во изминатиот период во повеќе наврати сме се произнеле, а и сме продуцирале одредени документи. Во основа, улогата на комората во проектот е да помогне да се зацврстат механизмите за отпорност на приватниот сектор против корупцијата. И во тој контекст имаме редица на активности, ќе има декларација, ќе има кодекс за етичко однесување, ќе го разгледаме и прашањето за судот на честа, имплементацијата на некои меѓународни обврски и конвенции кои што постојат за борба против корупцијата, имплементација на антикорупцијските политики во земјата и конечно една од активностите е и анкетата за корупцијата со приватниот сектор, која што ќе служи како алатка за оценка и следење на напредокот во тоа што го работиме. Конечно почнуваме со најинтересниот дел од оваа пресконференција, анализа на одговорите. Анкетата со приватниот сектор, секој што правил знае колку е тешко да се реализира, бидејќи на некој начин никогаш не знаете кој и колку ќе ви одговори, особено ако станува збор за исклучително чувствителна тема како што е корупцијата. Анкетата е реализирана во март годинава, прашањата се однесуваат на 2023 година. Значи, не прашувавме дали воопшто некоја сте се сретнале со нешто како некако коруптивно барање, туку дали во 2023 сте се сретнале со нешто такво. Анкетата е реализирана електронски, затоа е набавен специјален софтвер и кој што обезбеди целосна анонимност на анкетата. Одговорија 138 компании, од кои 75 целосно на сите прашања. Одлучивме за секое прашање да го земеме вкупниот број на одговори кои што сме го добиле. Исклучително важно е кога правите анкета, примерокот на компании или на испитаници кои што ќе ви одговорат на анкетата да биде добар. И успеавме во тоа и среќни сме заради тоа. Имаме добра дистрибуција на компаниите кои што одговорија според големината. Значи гледате процентуално се застапени големите и средните и малите и микрофирмите.
На анкетата одговорија искусни компании кои што работат повеќе од 10 години, 88% од компаниите работат повеќе од 10 години. Седиштата на компаниите кои што одговорија се во 25 општини, во главном урбани, и компаниите кои што одговорија работат во 48 дејности од листата на дејности. 2/3 од компаниите се фокусирани во своите активности на домашниот пазар, 1/3 се компании кои што се извозници, претежно фокусирани на надворешниот пазар, а вклучени се компании кои што не се членки на комората. Сакавме да видиме колку е битно да соработуваат со јавниот сектор компаниите кои што одговараат на анкетата. За 75% од компаниите кои што одговорија, во нивните вкупни приходи, приходите од некаква соработка со јавниот сектор е до 10% од вкупните приходи. Значи за 75% е до 10% од вкупните приходи. И она што е можеби една уникатна вредност на оваа анкета, кој лично како позиција во компаниите одговорил на прашањата. 92% се луѓе од менеджментот на компаниите. И тоа 69% се генерални директори или председатели на управниот одбор, 23% се дел од останатиот висок менеджмент на компаниите, што овој примерок го прави уникатно репрезентативен, бидејќи одговараат луѓе кои што навистина ги имаат сите можни релевантни информации за да можат да одговорат без задршка на прашање поврзани со исклучително чувствителна тема. Најпрво ги прашавме компаниите колку е важна за приватниот сектор битката против корупцијата. 83,3% од компаниите мислат дека корупцијата е еден од трите најголеми проблеми во земјата кои што треба први да се решат. Околу 12% мислат дека е меѓу 4-то и 7-мо место на листата, што значи за 95% од компаниите корупцијата е еден од топ 7 проблеми во земјата. Значи, приватниот бизнес сектор ја смета корупцијата за исклучително важен проблем. Сега ова е едно од најинтересните прашања. Дали сте се соочиле со коруптивно барање од јавниот сектор во 2023 година? Добивме 83 одговори. Повеќе од половината, 53% одговориле да. И она што е исто така интересно, со кроз табулација понатамошна анализа се покажа дека карактеристично е дека со такво барање се соочиле сите компании без оглед на големината. Значи, од тие што одговориле да, 41% се големи компании, околу 30% се средни компании, 16% се мали компании и околу 13-14% се микрокомпании. Значи, никој не е поштеден од коруптивно барање. Од кое ниво на државната власт дошло коруптивното барање? За 78% од компаниите дошло од централната државна власт, за 22% од локалната државна власт. И сега ги прашувавме понатаму детали околу таа работа. Во каква ситуација сте се соочиле со коруптивно барање од јавниот сектор? Тука на компаниите им дадовме можност да можат да одговорат на повеќе од еден од понудените одговори, бидејќи можеби имале различни ситуации, во повеќе различни ситуации се соочиле со такво нешто. Најмногу одговори се во постапка на добивање дозвола, одобрение и нешто слично. Понатаму се одговори 12 при инспекцијски надзор, при царинска постапка, при тендерска постапка. И има една група на други одговори кои што се во некаква друга постапка, вклучително даночна, судска, катастарска. Интересно е дека 0 одговори се добиени за постапка на јавното обвинителство или постапка кога некој вршел ревизија. Значи во таква ситуација немало коруптивно барање. Други карактеристики на коруптивното барање. Ги прашавме колку често сте се соочиле, што се барало, колку се барало и така натаму. Од тие кои што одговориле дека се соочиле со коруптивно барање, 61% од тие велат дека се соочиле 2 до 5 пати во текот на минатата година. Значи, тоа е најчестиот одговор. 2 до 5 пати, околу 20% одговориле еднаш. Во кој облик било коруптивното барање? Најмногу одговори има во облик на пари. Значи, биле побарани пари.
понатаму следи одговорот подарок, понатаму одговорот услуга и понатаму има една група на одговори друго, во кое што има и работи од типот некого да вработат, некого да напредат во компанијата, некаква донација да дадат за политичка партија и така натаму. Интересен аспект. На каков начин се соочивте со коруптивното барање? 2/3 од компаниите кои што се соочиле велат индиректно. 1/3 велат директно. Индиректно значи дека им било дадено до знаење дека нешто се очекува. Што значи и јавниот сектор веројатно е внимателен во оваа работа, меѓутоа за 2/3 значи тоа било на индиректен начин. Колку ви било побарано? Кога веќе станува збор за пари, колку ви било побарано? Од тие кои што рекле да, дека се соочиле со коруптивно барање, 51%, значи повеќе од половината, помеѓу 1 и 10.000 евра. И тоа е најчестиот одговор. 12% и 5 компании, на 5 компании им било побарано и повеќе од 100.000 евра. Што значи не се секојаш мали износите. А при јавните тендери најмногу одговори одат во насока на тоа дека биле побарани пари во вредност од 6 до 10% од износот на тендерот. Тоа се искуствата на компаниите во однос на коруптивните барања со кои што се соочиле. Сакавме да одиме чекор понатаму, да видиме што мислат компании, дали нешто направиле во врска со тоа, како тие објаснуваат зошто има корупција и што може да се направи во иднина. Карактеристично е дека од 51 одговор, 31 компанија рекле дека ништо не презеле. Од тие кои што се соочиле, повеќе од половината, ништо не презеле, дел викаат дури нормално е нешто да се даде, а многу мал дел пријавиле, например, кај претпоставениот во јавниот сектор. Зошто не сте пријавиле? Дали има некакви пречки за да се пријави? 23 одговори нема пречки, меѓутоа најчести одговори се некој не верува дека ќе има ефект, а некои се плашат од негативни последици за сопствениот бизнис ако пријават. Ги прашавме, добро, не го прифаќате коруптивното барање, што тоа значи за вашиот бизнис? Како вие мислите дека генерално ствари за компании, тоа е генерално, неприфаќањето како ќе се одрази на компаниите кои што се соочуваат со такви барања? И се одговорите велат за 30, они мислат дека 30% од сите компании кои што се соочуваат со такво нешто ќе пропаднат ако не прифатат. 35% вика прифаќањето би им помогнало, а затоа што нема да прифатат, нема да пропаднат, а 30% велат нема никакво значење дали прифаќаат или не прифаќаат. Сега, не сте прифатиле коруптивно барање, дали сте имале конкретни последици по бизнисот? 48% велат да, и тоа најмногу се изразува преку тоа што нивните планирани бизнис активности се пролонгирале. Значи, требало да инвестираат нешто, требале некаква дозвола да добијат, требале нешто да увезат, да извезат, нешто да произведат, сето тоа доцнело затоа што тие тоа не го прифатиле. Направивме една проверка, индиректна, за одговорите каде што компаниите одговараа за себе. Бидејќи сите одговори до сега, секоја компанија си одговараше за самата себе. И сега ние ги прашавме и нешто друго. Не ве прашуваме за вас, кажете ни за компании кои што се слични на вашата или работат во истиот сектор и одговорете ги следните прашања. Практично сакавме да видиме дека можеби она што не сакаат за себе заради некоја причина да го одговорат, можеби би го одговориле за некого друг кога тоа се однесува на некого друг. И своите сознанија таму ќе се произнесат. И на тоа прашање, дали мислите дека таква слична компанија или од истиот сектор се соочила со коруптивно барање, 64% велат не знам, меѓутоа 33% велат да. Значи, имаат некакво сознание дека таква компанија се соочила со такво нешто. Што било најчесто побарано на таквите компании? Пари, услуга, подарок. Во каква ситуација? Дозвола, одобрение, барање, јавен тендер, царинска постапка, 1 до 10.000 евра биле побарани и 4 барања биле за повеќе од 100.000 евра. Практично добивме потврда
индиректно за она што беше претходно прашано, дека можеме да се подпреме на тоа што претходно го имав и дека тоа е практично релевантно. Сега, причини за постоење на корупција. И ова е интересно, исто тука компаниите може да изберат повеќе од понудените одговори, не само еден. Најголем дел мислат дека судскиот систем е неефикасен, дека во власта има поединци што ја представуваат власта кои што сакаат брзо да се збогатат, зборуваме за 2023 година, 56 одговори има дека влада е морална криза во општеството, како и тоа дека законите не се применуваат. Интересно е дека има одговор, 42 одговори, нема ефикасна заштита за оние кои што пријавуваат корупција. А она што е исто така интересно е дека има 23 одговори кои што велат ниски се платите на службениците во јавниот сектор. И тоа е една од причините за кои што приватниот бизнес сектор смета дека постои корупција. Сега, ова е можеби најважното прашање погледнато кон иднината. Дали приватниот бизнес сектор верува во успех во борбата против корупцијата? 96% од компаниите веруваат. Прашањето е само до кој степен веруваат. 59% од компаниите велат корупцијата може значително да се намали, 26% велат ќе ја има, ама може да се ограничи, а 8% од компаниите велат таа може целосно да се елиминира. Значи 96% веруваат дека може да имаме успех во борбата против корупцијата, само 4% од компаниите велат таа не може да се намали. Ова е исклучително битно за сите наши активности кои што треба во иднина да ги преземеме. Ги прашавме, добро, што да се направи во борбата против корупцијата? 57 одговори се да се зголемат казните за коруптивни дела. Значи, приватниот бизнес сектор смета дека казните треба да се зголемат. Друг интересен одговор, втор најчест, дека јавното обвинителство треба во разумен, да има обврска, значи да не биде тоа по дискреција, да има обврска, во разумен рок, да се произнесе за пријавите што ги дојува од антикорупцијска комисија, без разлика дали пријавата се отфрла или се покренува некаква постапка. Зошто? За да не може прашањата да останат да се некаде ставени иницијативите од антикорупцијска и да нема никаква реакција. Значи, на некој начин една поголема активност од страна на јавното обвинителство или подобра комуникација со јавноста исто може да помогне во борбата против корупцијата. Да се зголеми свесноста на сите во општеството за корупцијата и, што исто така битно, тоа е малку само критички или само кон себе погледнато, компаниите велат дека треба и да се зголеми интегритетот во работењето на самите компании. Дали компаниите имаат системи за заштита на интегритетот во работењето? 2/3 велат имаат, 1/3 велат немаат. Сега, имајќи предвид тоа што го реков на почетокот, дека сме дел од проект, дека имаме предвидени проектни активности, сакавме да видиме дали за она што го планираме, можеме да сметаме на плодна почва кај компаниите и им ги поставивме следниве прашања. Дали би посетувале обуки за бизнес интегритет организирани од комората? 66% од компаниите одговараат да, што е добро. Дали би прифатиле кодекс на етичко однесување кој што би го изработила комората? 99% од компаниите велат да. Дали би подпишале декларација за етички принципи во бизнесот подготвена од комората? 100% од компаниите велат да. Инаку ние сакаме таквата декларација да биде и во иднина и услов за зачленување во комората, а и постојните членки да ја подпишат за да знаеме дека сите ја споделуваме истите вредности ги споделуваме. И дали судот на честа во комората би можел да помогне доколку се разработи и така натаму? 68% од компаниите велат да. И сосема на крај, на почетокот го видовте графиконот околу индексот за перцепција на корупција. Чисто сакавме да ги прашаме компаниите дали следат, дали се свесни дека постои таков индекс, дали знаат како е рангирана земјата
и го добивме практично очекуваниот одговор. Да, повеќе од половина знаат дека постои такво нешто и од прилика некои од нив знаат точно, да речам, во кој распон сме рангирани, а некои дека сме релативно блиску до тоа каде што сме рангирани. Али ова е нешто исто така на кое што ќе треба да работиме во иднина, за да стане битно секојаш кога ќе се појави рангирањето да знаеме подобри сме или полоши сме од претходната година. Во рамки на проектот, значи, во наредните 12 месеци, Комората ќе продолжи, да речем, на еден робусен начин да биде вклучена во активностите на проектот, ќе подпишеме меморандум за соработка со антикорупцијска комисија, ќе реализираме обуки за вкупно 150 компании, ќе изработиме кодекс за етичко однесување, ќе организираме и реализираме работилници за борба против корупцијата, со вклучување на 100 компании, представници на медиуми, представници на граѓански организации, работилници надворот и во Скопје, ама и надворот Скопје, така што ќе бидат вклучени и нашите регионални канцеларии. Ќе изработиме таа декларација што ја спомнавме и така натаму, анализа на националната стратегија за борба против корупцијата и ќе видиме дали ќе имаме повторно ваква анкета и наредната година, бидејќи во 5 години од проектот предвидени се 3 анкети, ќе видиме дали ќе бидат можеби 5 наместо 3. Во проектот Граѓаните против корупцијата, значи, како што реков, носител е Македонскиот центар за меѓународна соработка, а имаме партнери во програмата. Тоа е тоа што се однесува до што јас сакав да го презентирам. Доколку има одредени прашања, повелете.